Здраво, јас сум Александра Петровска, координатор на Доку Николци, а вие следите Trn.mk. Според мене сметам дека најпривлечно нешто е што ние сме како едно големо семејство и сите се дружиме, се забавуваме, работиме одлично, имаме одлична работна атмосфера, исто така работиме со многу професионалци, а со тоа можеме да добиеме многу, посебно да се запознаеме со филмот. Нема одреден критериум, јас сметам дека секој треба да биде свој и да го покаже својот дух, но сепак би рекла дека секој пријавен треба да биде посветен, заинтересиран и решителен. На Доку Николци пријавените можат да се запознаат со буквално секој аспект од правење на филм, само тие треба да бидат доволно ентузијастични и да сакаат да научат. А под тоа јас сметам дека може да имаат многу можности, бидејќи изминатите години имавме многу Доку Николци кои потоа почнаа да се занимаваат професионално со филм и веќе некои имаат завршено на факултет за драмски уметности. Лани беше мојата прва година како Доку Николец, а сега сум координатор на Доку Николци и имам свој филм. Јас годинава имам премиера на мој филм, се вика Hello Alex, на 21.8. во Сулијан во 22:30 часот, така што може слободно да дојдете и да го видите. Здраво, јас сум Марко Иван Кочишки, дел од Доку Николци, а вие следите Trn.mk. Преходната година ја почнав програмата, ова е моја втора година. Годинава ќе имам премиера на мој филм, Винил Вртлок, на 21.8.2024 година, Македокс во Сулијан. Филмот е, прво, искрено вака ќе кажам, не е филм, туку е вид на тизер, кој што е прв дел од една приказна, мислам не е приказна, еден случај кој што се случи пред година дена во Куманово на винилна берза. Беа одземени 1640 плюс минус така нешто винилни плочи, 130 или 40 цедиња од царинската полиција од Скопје. Пишувањето ми е еден интересен дел, исто така интересен дел и режијата е замислување сцени во глава. Значи најбавото ми е и нешто што го стекнав повеќе од последнава година со Доку Николци е дека научив да се изразувам поубаво и исто така да го имам тој режисерски осет, како да кажам, за да можам да замислувам сцени. Иако е документарен филм, некогаш има и можности, пример, да се каже нешто што е вистина, буквално како што е трн да боцне.